Здраво и добродојдовте во уште едно видео каде што ќе говорам за базедова болест или пак на англиски наречена Graves disease. За да го објаснам ова заболување, морам првично да објаснам како нормално се одвива стимулирањето на тироидната жлезда да произведува тироидни хормони. Го имаме хипоталамусот, кој што создава тиреотропен релисинг фактор или пак некогаш наречен релисинг хормон, кој што делува врз хипофизата, предниот дел на хипофизата, која сега создава тироиден стимулирачки хормон, кој се поврзува со соодветни рецептори на тироидната жлезда. Овие рецептори се тироид стимулирачки хормон рецептори, TSHR. Од кој ќе се поврзе хормонот, тој ја стимулира тироидната жлезда да произведува T3 и T4, односно тријодотиронин и тироксин. Овие хормони сега ќе завршат во крвта, каде што ќе се поврзат со тироидно врзувачки протеини. Сега кога ги имаме овие хормони во крвта, тоа ќе сигнализира преку негативен фидбек до хипоталамусот да се прекине продукцијата на TRF, така што ќе се прекине продукцијата на TSH, односно ќе се прекине продукцијата на T3 и T4. Во ред, и ова е негативен фидбек. Бидејќи веќе имаме, веќе се создале T3 и T4, веќе не ни се потребни и затоа постои тој негативен фидбек со цел да се контролира целиот процес. Така, кога ќе се потрошат T3 и T4, кога ќе ги немаме, кога ќе се потрошат, во тој случај ќе се прекине и негативниот фидбек и повторно ќе започне целиот процес од почеток. Ова треба да ви е јасно. Инаку, како делуваат T3 и T4, они се липосолубилни, ја поминуваат клеточна мембрана, протеините се откачуваат нив, T4 тироксинот главно се конвертира во тријодотиронин, бидејќи T3 е поефективен, и дејствуваат врз јадрото на клетката, менуваат транскрипција и генерално го забрзуваат метаболизмот на индивидуата. Тоа е генералната идеја. Сега, кога имаме базедова болест, првично се изгледа така го имаме хипоталамусот, се ослободува TRF, дејствува врз хипофизата, се ослободува TSH и дејствува врз тироидната жлезда. Но, забележете овде дека врз тиреостимулирачкиот хормонски рецептор, TSHR, се поврзува на него и TSHR аутоантитело. Односно, антитело кое реагира со селф-антигени, во овој случај тоа е рецепторот, така што сега кога ќе се поврзе, рецепторов мисли дека на него се поврзал TSH и тој ќе си прати соодветни сигнали, нормално дека симплифицирано, бидејќи овие рецептори не се наоѓаат надвор на жлездата, тие се на клетките, но како и да е, внатре во клетки ќе се прати сигнал, така што ќе почне да се произведуваат T3 и T4. И сега добро, ајде ќе се произведе T3 и T4, ќе завршат во крвта и ќе се прати негативен фидбек. Така, стигнува негативен фидбек, прекинува продукцијата на TRF, прекинува продукцијата на TSH, значи, но се уште се прави T3 и T4. Зошто? Бидејќи антителава не прекинуваат да се прават. Антителава продолжуваат да се врзуваат со TSHR, тоа продолжува да се сигнализира, клетките на тироидната жлезда продолжуваат да се прават T3 и T4. И имаме хиперпродукција на овие тироидни хормони, односно имаме хипертироидизам. Во ред, значи ќе имаме многу голема продукција на овие тироидни хормони и ќе имаме многу забрзување на метаболизмот. Дека овие тироидни хормони действуваат врз голем број клетки во организмот и ќе има многу симптоми, многу реперкусии врз организмот, вакво хронично зголемување на тироидните хормони. Инаку треба да се запази кога имаме хипертироидизам, тоа може да потекне и од други работи, например аденоми на хипофизата, така и сега на хипофизата таа може цело време да праќа TSH, така како имаме аденом, односно тумор на хипофизата, или пак може да биде директно тироидната жлезда, така што таа си продуцира T3 и T4. Но ова се други патофизиологии. Само спомнувам дека хипертироидизмот може да потекнува и од таму, или некои медикаменти и големи количини на јод. Сега, зошто воопшто постојат овие антитела кои се врзуваат за овие рецептори?
ова е всушност автоимуно заболување. Така, значи си била некоја Б-клетка, така, значи некоја Б-клетка која наишла на некој антиген кој бил многу сличен со рецепторот или пак се поврзала со рецепторот, го интегрирала, го деградирала и го презентирала на МХЦ молекула, бидејќи Б-клетката е антиген презентирачка клетка, но исто е можеби некоја дендридична клетка го деградирала рецепторот, го презентирала на МХЦ, добро сега говориме за човек, така што ќе бидат HLA. Сега кога е презентиран на МХЦ, може да биде препознаен од страна Т клетка, така, и Т клетката сега ќе ја стимулира Б клетката и Б клетката ќе премине во плазма клетка, која ќе ги продуцира овие антитела. Овие антитела некогаш се наречени и ТС имуноглобулини, односно ТСИ, кратко. Сега, не сакам да навлегувам во многу имунологија на автоимуни заболувања, али сакам да направам еден краток увид за како всушност може да дојде до автоимуно заболување. Генерално, Б-клетките и Т-клетките се подложни на ригорозна селекција. Океј? Така што ако има некоја Б-клетка и Т-клетка која препознава селф антигени, значи собствени антигени, ќе биде елиминирана. Но понекогаш може некоја Б-клетка или пак Т-клетка која препознава селф антиген да го помине овој процес на селекција. Океј, да не биде убиена. Но да речеме дека и тоа да се случи, ако Б-клеткава го препознае овој селф антиген, али тој не биде препознаен од страна на Т-клетката, генерално нема ништо да се случи. Б-клетка ќе влезе во нешто што се нарекува анергија и ќе остане така. Така што за да дојде до автоимуно заболување, треба да има и Т-клетка која препознава селф антиген и Б-клетка која го препознава тој селф антиген. Што се многу мали шансите за тоа да се случи. И Б-клетка да помине низ процесот на селекција и Т-клетка да помине низ процесот на селекција. Вред, мали се за тоа шансите. Но, има друг начин преку кој може да дојде до автоимуно заболување, а тоа е преку кросреактивност. Да речеме дека оваа индивидуа имала заболување од некоја бактерија. И таа бактерија имала некој антиген, да речеме дека антигенот изгледа вака некако. Така, го бележам како рецепторот само со друга боја. И оваа Б-клетка може да продуцира антитела за тој антиген, кој доаѓа од некоја бактерија. Така. Но овие антитела истовремено можат да се врзат и со ТСХ рецепторите. Може би со помал афинитет се врзуваат, али сепак можат да реагираат, односно се врзат со нив преку кросреактивност. Вред, и тоа може да биде проблем. Освен сега што ќе делуваат на ТСХ рецепторите, кои се наоѓаат на тироидната жлезда, и интересно е дека овие антитела сега не само што може да се врзат со ТСХ рецепторите, него може да се врзат и со други антигени, селф антигени во телото, кои имаат слична структура како овие рецептори. Океј? Односно да имаме крос реакции со тие други антигени и генерално селф антигени кои се слични како ТСХ рецепторите имаме во окото, така во очите и во кожата. И поради тоа овие антитела ќе почнат да ги напаѓаат и тие делови и се јавуваат на различни офталмопатии и дермопатии. Океј? Во ред. Сега сакам да преминам на сите ризик фактори кои се за настанување на базедова болест. Нормално е автоимуно заболување, така што немаме очигледна причина зошто настанува, како и сите автоимуни заболувања, и само имаме кои ризик фактори кои можеме да ги посочиме. Така, значи инфекции, како што спомнав, може да зголемат ризикот за автоимуни заболувања општо, не само за базедова болест, бидејќи поради таа појава на кросреактивност. Така, ако твоето тело прави антитела за одреден антиген, може би ќе има кросреактивност со некои други антигени. Други фактори се женскиот пол,
кај женските базедовата болест се јавува околу 7,5 пати повеќе него кај машките. Друг ризик фактор е пушење цигари, внесување на алкохол, генетски фактор, особено какви МХЦ молекули има индивидуата, односно дали антигени веќе бидат презентирани на МХЦ молекули и какви тироидно стимулирачки хормонски рецептори има. Друг фактор е стресот и некои медикаменти кои може да го зголемат ризикот општо за автоимуни заболувања. Симптомите кои ќе се јават, бидејќи генерално тироидните хормони го зголемуваат метаболизмот, односно делуваат на многу клетки во телото, ќе биде хиперактивност, иритабилност, несоница, бидејќи зголем е метаболизмот, хиперактивен си, не можеш да заспиеш, ќе бидеш жеден, ќе имаш диспнеа, намалено либидо, аменурија, губење на телесна маса, базедова офталмопатија, значи ова се група на проблеми кои може да соочите, не е едно, базедово дерматопатија, гушавост, палпитации, тахикардија, хиперфлексија, тремор на рацете и многу други симптоми. Генерално овие се асоцирани со забрзан метаболизам. Океј. Сега како може да се диагностицира, освен нели онака клинички како ќе го видиш пациентот, може да се направат и биохемски анализи, така што ќе се увиди колку има, односно дали воопшто постојат автоантитела за ТСХ рецепторот. И ова се прави со секундарни антитела и може да се увиди. Ќе се увиди дали има, односно колкава е концентрацијата на ТСХ, бидејќи треба да е ниска, поради негативниот фидбек, како што реков, ќе нема да се создава ТСХ, имаме негативен фидбек. Но, иако има ниско ТСХ, ќе има висока содржина на Т3 и Т4. И ова не е еден од главните показатели дека се работи за базедова болест. Може да се користи техника со јодно боење, каде што се става одреден вид на јод, се детектира колку се акумулира во тироидната жлезда, бидејќи се продуцира многу Т3 и Т4, многу јод ќе иде во тироидната жлезда, така што така може исто да се сугерира на базедова болест. И како се третира со антитироидни лекови, радиојод, ова е интересно со радиојод, бидејќи се дава радиоактивен јод, кој што се смета дека ќе ја уништи тироидната жлезда, така што ако тироидната жлезда ти е уништена, ќе може да продуцира помалку Т3 и Т4, односно ќе не може да продуцира многу. Или пак може хирушки да се отстрани дел од тироидната жлезда, така што пациентот да падне во хипотироидизам, па да се даваат лекарства за да се нормализира, да се дава тироидна терапија. Прогнозата каква е? Генерално е окей ако се третира со медикаменти, но ако не се третира, може да има голем ризик да има срцев удар, може да има мозочен удар и низа други метаболички патофизиологии може да се појават поради хронично зголемување на тироидните хормони. И тоа беше се за ова видео, се надевам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.